Здраво, драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек. Океј? За почеток мој атар, пошто е мој кенеф, да го терам онака како што мене ми е кеф. А за тоа е спремно на компјутер. Се надевам дека моето задоволство ќе биде и ваше задоволство. И тоа ќе биде наше заедничко задоволство. И ние ќе се задоволуваме задоволни со нашето задоволување музичко-естетско, моно-ноа-вер или една носталгија за работите кои минуваат во една јапонска брзозборка. 生麦生米生卵なんもないからお店に買いに行こう赤パジャマ黄パジャマ茶パジャマぐちゃぐちゃなまま置かれててめっちゃ邪魔カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ買えば増えて今や15ぴょこぴょこ祝新春ジャズシャンソンショーまず3周回って優秀賞生麦生米生卵なんもないからお店に買いに行こう赤パジャマ黄パジャマ茶パジャマぐちゃぐちゃなまま置かれててめっちゃ邪魔カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ買えば増えて今や15ぴょこぴょこ祝新春ジャズシャンソンショー3周回って優秀賞隣の客はよくかき食う客だよく食う時に聞き耳立てたら畑やぶ焼けかけた庭庭庭庭鳥がいるが庭庭庭がにわかに広すぎるな日々蛇の方の日々の幅やハブの方の日々の幅にビビっての上手な坊主が上手に屏風に坊主と上手の絵を描いたラバカラバカラバカラバカわからないのでラバカラバ比べたらラバカラバカわからなかった庭庭庭庭鳥がいるが庭庭庭がにわかに広すぎるな日々蛇の方の日々の幅やハブの方の日々の幅にビビっての上手な坊主が上手に屏風に坊主と上手の絵を描いたラバカラバカラバカラバカわからないのでラバカラバ比べたらラバカラバカわからなかったこの釘は引き抜きにくい釘だ引き抜きにくいが引き抜けば引き抜けるだけまだましだこれは噛むかもしかも二度もかも二度もかも噛むの噛むのと迷い込まり構えてると噛むかもこれは噛むかもしかも君もかも君もかも噛む気もするけどいつでもかも仲間へでいいよタッタッタッタッタッキッキッタッカッカッタッカッタッカッタッタッタッキッキッタッタッカッタッ Не, ќе продолжам. Ова се финти што ги правиме за да не ни го прекина стримот, затоа што не потолерантни се од Facebook. Ова да беше на YouTube, до сега ќе излезеше една рака таму од YouTube, ни вака со шамари ќе ни исклучеше. Прво ќе стиснеше стоп на тастатурата, вака. Ќе излезе рака и стиска стоп и после два шамара удира и така ни го прекинуеше. Но песнава мора да продолжи, затоа што јас тоа го сакам.コツコツやり続ければカチコチの口も動き出すはずさ。いけКете! Јапонците и нивниот менталитет се фасцинантни, нели? Освен кога водат војна. Сакам да кажам дека она што е најинтересно дека ова не е ни нивна песна. Хаку е, како ги викаат, не алтернативен, независен, тие independent, инди бенд, кој нема подпишено за ни една куќа и ова Mono No Aware е насловот на песната. Mono No Aware е една фраза во јапонскиот јазик кој означува едно чувство на минливост. Знаеш, еден радосен момент кој ќе го имаш, кој ќе помине и чувствуваш тага зошто е поминат. И се ова е многу нели зборови, но е една убава поетика во животот и се вика тоа Mono No Aware. Но да се вратиме
да се вратиме на оригиналот. Оригиналот не е нивни. Бендот се вика Хаку, овој што свиреше женскиот, се млади девојчиња, 19 години. Интересно. Но оригиналот е нешто сосема друго. Еве го оригиналот да го чуете. Оп. Сори, не го спремив. Толку бендот што пушти ми звук. Немам преслушање овде. Не, ова е бендот што ја свири таа ствар. Ништо, подоцна ќе ја најдеме, можеби. Абе не е ни битно. Интересно е како ја свира Тони, исто е вака со машки глас, малце поинаков сензибилитет, но девојчињава ја направија таков хит, тоа е... Добро, never mind. Океј. Драги мои, добре дојдовте во летото. Денеска топол ден, прв топол ден, морам да признам, во 2025. Иако и ова не е баш она што треба. Но затоа утре задутре ќе биде и тоа како што треба, барем за мојот сензибилитет. Ајде да видиме какви температури не очекуваат барем според прогнозите. Момент, кај е Скопје, бе? Све сум гледал, ја ни цела планета, само Скопје, Јоктур. Океј. Очекувајте дека до недела температурите ќе бидат преку 35 степени Целзиусови. Еве во сабота ќе биде 35, има најави дека во недела и преку 37. Ќе се измени ова, гледав некои други модели, кои покажуваат дека во наредниот период ве очекува уште подобро. Тие што ги вртат лактите, корената, рамењата и останатите зглобови, наскоро ќе помине. Да, голема е промената од студено кон претопло, нема да има блага некоја промена, како што гледате, веќе од утре ќе бидат денеска 26, утре 33 степена. Не, беше денеска 32, до 32 се искаче, а утре ќе иде уште повисоко, па уште повисоко и така натаму. Но, ја објавив една мапа на она што се очекува, а тоа е анализа на движењата на топлите бранови и притисокот. Да. Ова е мапата на топлинскиот бран кој очекува да ја зафати Европа во наредниве месеци. И она што вели, овој топлотен бран доаѓа од Медитеранот и ќе го зафати и западниот Медитеранот. Тоа од Африка доаѓа и преку Медитеранот ќе дојде во Европа. Она што е интересно е следново. Нов медитерански топлотен бран ќе го зафати и западниот, и источниот, и јужниот Медитеран, Шпанија, Алжир и цел Балкан. Температурите може да се искачат и над 40 степени Целзиусови во Шпанија, а може би и во некои делови од Балканот. Не ми е некако верна оваа мапа, сосема нешто друго, кај што покажува дека Западна Македонија ќе биде зафатена со најсилен топлотен бран, што е нонсенс, бидејќи најтопло во Македонија е Источна Македонија и Јужна Македонија, но ја знаете како велам. Не е ни битно дали знаете или не знаете. Придај Господи, да се вратиме на мапата, што значи многу брзо Македонија, Јужна Македонија, Егејска Македонија,
ќе биде под силен топлотен бран и ќе биде доста пријатно. Оние што ќе заминуваат за Турција и за Анталија, им посакуваме исто така пријатно, но кај нив ќе биде дури и попријатно од што на Балканите и во Шпанија. Шпанија стварно ќе гори просто, а како што гледате, моделите покажуваат многу поурамнотежени и поблаги во Анталија и во Турција во летните месеци. Тоа е тоа. И ја викам, дај Боже, придај Господи и до ноември да не видам температури под 35 степени. После нека прави што сака. Океј? Океј. Добро бе, зимурлија сум сега, што е тоа? Океј. Политички, немој ништа политички да не би добио по леđа. Така викаше Рамбо Амадеус. Немој ништа политички да не би добио по леđа. А во 10 минути моите политички стави, да не се повторувам, ме мрзи, па почнав да си ги снимам. Драги мои пријатели и пријателки, здраво! Се надевам, добри сте? Памтите ли музика? Друг пат за носталгија. А сега само поздрав до мојот колега Чавес, кој има своја видеоколумна насред недела. Прошлата недела он ја покри работата со ситуацијата со АЕК, требаше да играат ракомет кај, па се откажа, зошто, па се уплашиле, па не се уплашиле, па ние сме биле примитивци, па ние сме биле дивјаци, па било опасно. Зошто отинавиваме? Отинавиваме страстно, отинавиваме победнички. Ние не правиме проблем, не тепаме, нема такви инциденти. Но, дозволете ми првен, сакам нешто да ви прикажам, бидејќи, собињата опозицијски, да, во право е, сега е на власт ВМРО, па овие се агресивни, прават вака, прават така, прават тонака. Чекај бе, дечки, кои примери сакаш да ми ги кажеш? Па европски примери, па Европа е цивилизирана, вие сте стока, силјачка. Стварно, хајде да ја видиме таа ваша цивилизирана. Имено се играше финалето помеѓу Парис Сен-Жермен и Интер. Победи кој победи, ама крајно небитно. Парис Сен-Жермен. Што се случи на улиците? Драматично е за гледање. Ова се две девојки кои сосема случајно биле во своите автомобили откако европските вредности излегува да прославуваат, ама ние сме примитивци. Двајца мртви има. Ја не знам дали се добро. Се надавам дека се добро. Овде ми е мачно да испитувам и да гледам. Не се. Но, знаеш како? Кога имаш власт на која добро иде, мораш да измислуваш, мораш да наоѓаш. Ева, непосредно пред да почнам, платениците на опозицијата, кои сериозно добро пари земаат, зборам, ама сериозно, да купиш джип од 170.000 евра со кеш. До толку добро имаат пари. Ја па голтер. Нема везе. Небитно е тоа, туку сакам да кажам, знаете што има сега големата афера? Се заглавил автобус, го задржале во Албанија со наши деца, власта била крива. Викам, што ли може да име причината за ваква пизма со лажење? Па, знаеш,
Кога една власт не краде, кога една власт не лаже, кога една власт има изворедно добри резултати, зборам економски, мораш да измислиш. Мораш да правиш афери секојдневно, затоа што уште веруваш дека народот е глуп, дека е прости, дека се добро ќе заборави и ќе се сети на аферата у моментот и тоа е тоа и така ќе се вратиме на власт. Инаку, дека има идејата за враќање на власт е апсолутна, затоа што ако го погледнеме последното обраќање на Филипче, за кое ја имам сериозни вака размислувања, што сака да каже писателот со ово? Ја не ми е јасно и имам неколку подпрашања на темата. Еве искрено ќе ги поставам овие подпрашања. Филипче, да си ја земеме државата назад, да ја вратиме на вистинскиот пат. Знаете ли што е приказнала со ова? Го гледате, а? Нека ви седи, нека трепка. Да трепкам? Не, нема потреба да трепкам. Јас ќе ви трепкам. Проблемот е што Мицкоски излезе на говорница и рече со толку пресуди од Страсбур за формирање на македонско друштво во Бугарија. А во Бугарија имаше гласање во парламентот каде едногласно не отстапуваме ни стапка од она што треба Македонија да го прифати. Така? Значи, нема признавање на македонски јазик, нема признавање на македонско малцинство, нема признавање на македонски народ, туку само влез на бугарите во устав. Што значи влез на бугарите во устав на Македонија? Дали имате мозок? Не, имате мозок. Иако сте опозиција, не сте глупи. Ама не ви е битно. Не ви е битен народот. Не ви е битна Македонија. Битно ви е концептот да си го задржите дека ќе бидете лакеи на туѓи господари. Никогаш на Македонија, никогаш на македонскиот народ. И само да ви изгласаат оние кои ќе веруваат дека ќе имаат кеш од вас, ништо друго. Ете кога почувствува дека Мицкоски и натаму, дури од опозиција, па и до ден денеска, не отстапува од тоа дека Бугарија мора да покаже, дека Бугарија, ако сака да влезе во устав, мора да покаже дека признава Македонија, признава јазик, признава историја. Они ништо не признава, ти треба да ги внесем. Па народов е будала. Освен вашите опозицијски портали, опозицијски подкасти, кај што не убедуваат сосема поинако. Абе срамота, абе гнасно е. И уште се заборава дека имаме историски договор кој ретко кој го има, ако воопшто, со Обединетото кралство. Имаме со Турција, имаме со Соединетите држави, имаме со Соединетите и со Обединето кралство, кој ни даде огромна кеш инекција со која ќе можеме да направиме големи работи. Министерот Николовски искача и вика 3 патни правца интензивно се работат. Тетово Гостивар, Прилеп и така натаму. Заборев што беше и третото. Дури јас се насекирав и сега имам намера новинарско прашање да му поставам зашто не е Кичево Охрид. Значи, очекувам дури и повеќе од нив. А пазете, за година дена оваа власт направи повеќе од што опозицијата за 7 години на власт. Ај уште еднаш да се вратиме. Која држава бе Филипче? Абе не може да изговори Македонија. Затоа што треба да изговори Северна Македонија, да не му замерат бугарите кои ќе го кешираат или грците, да не му замерат зашо изговорил Македонија. Он може да изговори, ама ќе му значи чиста кеш загуба. Значи, да си ја земеме државата. Која држава бе? Зимбабве? Еве, ја не знам за која. И да ја вратиме на вистинскиот пат. На кој пат да ја вратиме? Што тоа застранила Македонија? Македонија е проруска станата, прокинеска. Македонија не е во НАТО. Македонија ќе искача од НАТО. Македонија дали со една декларација
кажала дека е против влез во Европската Унија? Дали Македонија има стратешко партнерство со Обединетото кралство? И како тоа Македонија не е на пат? На што не е на пат? Да гради фабрики за електрични автомобили кои ќе става столб на лапаат 100 милиона, папала маца. И еве ви, Бехтел и Енка, така. Дечки, не е проблем Енка, Шменка, Кирикенка. Проблем е тој што ги менаџира. Се сеќавате како се направи? Ау, Бехтел и Енка, тоа биле криминалци, тоа било небе, дечки. Нема криминална фирма меѓународна за која стојат и Европа и Соединените Американски држави. Туку има криминалци, оние кои се работодавци. Затоа и коридорот 8 не се градеше, затоа ништо не се правеше. Затоа сега ќе имаме афери. Да си ја вратиме државата. Која бе држава бе? Абе излези и изговори која држава. На кој пат? Од кој пат е скренат? Ова е само една идеја. Да се упикаат бугарите у уста по секоја цена. Оти за нив е кеш. Што тоа ќе значи за Македонија безвозвратно, барем да побараме признавање на името, јазикот, на идентитетот, на македонското нацинство, на една пресуда од Страсбур да префата. И сево ова е антиевропски. Абе, кофа да имам сега ќе ја наполнев со Риголето, ќе ја отпев. О, соле мио, затоа подобро ќе ја пеам таа, одошто ова. Ле, стварно сте дегутантни. Човек, не. Не може. Не ве можам, нити ќе ве можам. Поздрав од мене, тоа беше се за денеска. Океј, драги мои пријатели и пријателки, останува впечатокот. Бугарите изгласаа нова резолуција во нивниот парламент со 191 гласно, со 190 гласа, дека ништо нема да менуваат во нивните барања за Македонија да добие зелено светло за влез во Европската Унија. Значи, еднострано ние да ги примиме во уставот како уставотворен народ, дека ние сме нивна творба, дека има и уште еден амандман со кој барат сегашен јазик, сегашна нација, сегашна култура. Значи, она што сме биле претходно, тоа не смееме да се повикуваме на тоа, туку тоа е исклучиво бугарска работа. Значи, бугарските политичари не се откажуваат од нивните колонијални, експанзионистички, како сакате наречете ги. Јас сметам дека сме исклучителни блиски народи, јас сметам дури дека сме и еден народ, но она што го прават апсолутно не го прифаќам, го одбивам. И драго ми е што премиерот игра така тврдо и истото го кажува и на бугарите, истото им го кажува и на европскиве душебрижници, кои нормално полесно сметаат дека ќе ја свиткат кичмата на македонецот, одошто на бугарино. Но, бидејќи не идоа на тврд орев овде, а пари немаат, не можат да спремат нова шарена револуција. Впрочем, претходно видовте како направија шарена револуција за да го направат се оно што претходно го направија. И тоа едва и го направија со огромни пари, со огромни средства. Сега тие пари ги нема USAID, Сорос од Македонија си замина, ги нема тие пари и останува опозицијата да искача, некој ваков лик како Филипчи да ти вика ќе вратиме земјата на пат. Дури не може да изговори Македонија. Бидејќи ако изговори Македонија, спонзорите негови ќе му се наљутат. Ама ако каже Северна Македонија, и тоа малце што му уверува, дај не зезајве, доста со тоа Северна Македонија. Така што нашата земја на нашиот народ, ние ќе го вратиме кон европските интеграции. Која земја? Нашата. Кој народ? Па нашиот. Каков народ? Па наш народ на земјава. Нема Македонија.
Северна Македонија со задоволство би изговориле северно-македонци. Не северно-македонци или Северна Македонија, северно-македонски народ во Северна Македонија. И тоа све како еден збор да се изговори. They don't give a fuck за култура, за традиција, за наследство, за јазик, затоа што сметаат дека, нели, тоа е оно што ние го сакаме. Да, има добар дел кој тоа го сакаат, но има добар дел кој не го сакаат. Па фала Богу на демократијата, демократијата бира кој ќе владе, а народот одлучува за што ќе биде. Имаат неуспешен референдум и уште низа неуспешни политички обиди на сила и со туркање, со агресија, да се протуркаат некакви агенди за доброто на сите нас. И уште, кога ќе ги прочитам папанине на Твитер како се расправаат, вика, еден му вика на Илија Димовски. Вика, Илија Димовски пишува нешто во стилот, знаеш, македонците треба да се обединат од сите краишта за да бидат појаки, за да може, демек, нивната цивилизација, јазик и култура да бидат што поекспресивни. Тоа е природна тенденција нивна. И еден му вика да не беше ти од партија која разединува и го подели народот. А што вие го обединивте народот? Да, ние го обединивме за во НАТО. Шајка не заковавте од тоа НАТО. Вреќа пари испокрадовте заради тоа НАТО. Името го дадовте. Секакви компромиси секому направивте, освен не на македонскиот народ. Да, затоа ќе ве сакаат малцинство, затоа ќе ве сакаат надвор, затоа што сте маша точно за сите антимакедонски деланија. Не ги личало нив да бидат патриоти. И не треба... Ја не знам дали ќе издржам емисијава, почнувам да се губам. Искрено да ви кажем, многу мина ми замеруваат, многу сум бил мяу и во право се. Но да ви кажем, дали знаете колку е базална температура на човечки организам? Ајде да не зборам јас на памет. Ќе го прашуваме Perplexity или ChatGPT? Добро. Чат. Окей. Колку изнесува базална температура на човечкото тело? Базална температура на човечкото тело е најниска телесна температура што телото ја достигнува за време на одмор и така натаму. Кај возрастен човек таа е измеѓу 36,1 и 37 степени. Кај жени пред овулација и така натаму. Па сега, драги мои, верували или не, мојата базална температура е 35,5 или 35,6. Значи, кога мојата температура ќе се покачи на 38, јас сум многу по-висока температура. Јас се губам, ја бунцам. А кога е по-студено, ја чувствувам болка. Значи, не е во прашање, бидејќи ја можам на минус 20, надвор сум бил во војска стража, знаеш, сум бидел на зимски маршеви и така натаму. Кога се движам, тогаш нема проблем. Но седење во место, во просторија, што е под 23 степена, мене ми представува сериозен проблем. Благодарам, многу ме толерираат, но јас не очекував дека вака ќе ми застуди, бидејќи исклучително беше топло надвор, а студиово е доста изолирано и температурата е уште од минатата недела. Ја немаше да ми помогне ни сако, ни ништо. Буквално чувствувам болка. Кога мене ми студи,
Ја не чувствувам студ, ја чувствувам болка. Сега, како сакате, разберете ме. Ја не кукам, не плачам. Мислам си кукам, си плачам, ама го издржувам. Бидејќи едно е да кукаш и плачеш и побегнеш, а друго е да се пожалиш и да си го издржиш. Стоик не сум, но издржувам. Со зборење, со викање и така натаму. Што ми се случи во саботата? Бидејќи испратив ќерка ми во туѓина, преку барата, така доста емотивно ни беше, и викам на сопругата, ајде време да го изгледаме вториот дел, Mission Impossible Reckoning. Идам да бидам каваљер, купувам најскапите седишта во салата, тие оние луксузни, значи не штедев пари, за да ми биде убаво и мене и неа. Ете, дейт на стари години да го изгледаме вториот дел. И дента беше топло, ништо посебно. Во Сити Мол температурата околу 21 степен, пријатно и така натаму. И еден час гледање од филмот, а сопругата моја, ја е викам сибирска принцеза. Она спие со отворен прозор среде зиме и откриена. Значи, толку ме фасцинира што има таков метаболизам. И жените генерално студот го поднесуваат многу повеќе. Неверојатно. Значи, многу е, не можам да кажам дека е таф. Одно стварно, едноставно поднесува студ многу подобро од мене и така натаму. Јас сум крокодил. Што да ти кажам? Ако не ме туриш уз овриена вода, ја у сауна, кога ќе влезам на 90 степена, ја заспивам. Од уживање, од што ми е убаво. Луѓе се кледжи, се крстат. Мене обезбедување ме вади после 15 минути. Не смеете, господине, дозволено е 10 минути по сеанс. Еве сега кога ќе се качат температурите 35-40, ќе гледате еден абдал на точак, кога ќе биде најтопло помеѓу 14 и 16 степени, кој ќе вози со велосипед низ град. Ја. И тоа уживам у тоа. И седиме и едно време почнува да ми застудува и сопругата вика, ја ќе станам, ја мислам дека ќе иде до тоалет. Ја викам, окей, замоли ги, викам, може ли, пошто не беше многу полна салата, да го намалат ладењето. Значи, во салата пуштена клима, 19 часот. Значи, надвор, температурата беше околу под 19 степена. Значи, веќе се затемнува, нема некаква топлина, но во сала. И 1 сат ќе издржав, се закопчав у парката, носев и парка. Се закопчав, ставив капулјачата, капа, се стутка. Не ми се, значи, стиснатиот у мене, не станувам, бе, викам, ќе го изгледам филмот, толку пари дадов. 1 сат, сопругата ми се јаво и вика, ја не се враќам, овие превртуваат со очи, кога им реков, демек, што правиме, знаеш, ово, она. И во ред, може би, пошто македонци има многу кои се, како да ви кажам, многу цивилизацијски примитивни. И нив да ги стаиш у кенев, ако мислат дека така треба, они нема да се бунат. А ја будала, сметам дека некои човечки, нормални, цивилизацијски, културолошки услови. Зошто? Да е надвор 40 степена, па да разберам климата внатре, но дури внатре е престудено. А особено што во самиот Сити Мол температурата беше многу пријатна. Стварно пријатна, многу окей. Но во киното, ја разбирам дека треба да се циркулира воздухот и така натаму, иако салата беше полупразна, што ми изненади. Мислев дека за Mission Impossible ќе има нишком преку глава ќе биде, за жал не е така. Филмот е супер, саат време и не можев толку, ми се слоши, почна да ми крвари носот, викам ја не можам, отидовме, пиевме кафе и се договоривме дека ако идеме следен пат во кино, бидејќи јас се чувствував посрамен, зошто побарав да се намали ладењето, дека
ја нешто изволјевам, дека нешто се ово, она. Не побарав рефундирање на парите. Колку ме кошташе 2 карти, тие, не знам колку тие луксузни седишта. Изнафрлав пари. Пиев кафе у ниедно време за да се згреам онака американо и векам следно идење у кино, а ако идеме уопште, тоа ќе биде кога ќе почне грејна сезона. А да, скопјани генерално као се медитеранци, ама не сакаат топло. Скопските кафани не се никогаш на јужна страна, Скопје никој не седи на сонце, скопјани не седнуваат само во климатизирани простори, кај што температурата е за долги ракави, барем за мене. Јас ќе уживам во ова време, многу ми е жал. Филмот ми остаje убав печаток, но па најверојатно ќе првиот стрим сервис ќе си плаќам и така ќе гледам. Многу сакав да идам у кино, но веќе е ова невозможна мисија, а мене ми е, ја на 63 години вака да се посрамувам, па деца таму да ми превртуваат со очи, што е бе овој Лешов, Стариов се буни, никој не се буни, он се буни. И стварно никој не се буни, овие модрат сите таму и окей име. Добро, жал ми е, окей, терајте. Не ви го, Јане Стефанов нека ве лета со Чемерикиш, нека ви летаат, нека ве прскаат со комарци, они биле ко Том Круз, мајко моја. Леле колку се осеќам посрамено. И мене не ми беше добро. Дури се издржува. 1 сат се издржува. 3 часа трае филмот. 3 часа нема шанси да го издржиш тоа. Нема шанси. Убеден сум дека и многу поздрав. Впрочем, жив доказ ми е сопругата, која е многу помлада од мене, која е многу поиздржлива на студ, кој има дури некој од прадедо некакво руско потекло, така што ги има сите гени за тоа. Мора некоја моја прабаба да земала некој гени од црнци од Централна Африка. Немаше друго. Чим сум толку потоплото. И едва и чекам ова топлово да дојде, да врие, да збоктисаат зимолюбциве, да емигрираат. Емигрирајте, бе, абе емигрирајте, абе иш да не ве гледам, остајте ме, рад си го сакам Скопје, она кој идам по асфалтот, она врело, вака, милина, топло, све само студ и сивило да не видам. Добро, ќе ги издржиме и оние денови која ќе дојде по некоја грмотевица, знаеме како ќе не виткаат тебе коленото, мене стопалото. Само ја и ти си знаеме како е. Како игли вака. Ау! Но и тоа е во рок службе. И благодарен сум за тоа што може и пострашно да биде. Така што базална температура, иако па ми викаат дека луѓе со ваква ниска температура малце и подолго живеат. Што ќе ви е да живеат? Не ви се исплати ја долго да живеам, луѓе. Пошто ја не знам што друго да правам, ќе овакво. Дури и да ја немам емисијава овдека на ТВ Сонце или да го нема ТВ Сонце, ја ќе снимам, ќе идам, ќе стрибам од дома. Студиото ми го видовте, веќе е спремно. Нели, убаво е? Убаво е. Кажи да. Да. Кажи да. Да. Да видам што имам спремно за вас, драги мои пријатели и пријателки, да прошараме, бидејќи изгледа нема да ја издржам емисијава. Мене ми студи, а не ги пуштив климите, еве. Ле, на 28 степени е на грејење. Нема никаков проблем. Ми дадоа колегите и ми рекоа слободно, како се чувствуваш така? И ја викам, ајде, да не се срамам се, да не уклучам грејење. Знаеш, па срамота, па јадечки, што е бе, дедо бе? Почна да се ладиш бе. Бегаш на гробарот за лопата бе. Што е, готово. Си пребледел, помодрел. И во право се. Како? Трпи за мрсен хонорар. Слушај, другар,
пошто кај да е, време ти е за наочари. Еве да ти помогнам малце со наочарите. Да видиш технологија. Tecnologia! 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 Accedere. Брат, што мислиш, кој ќе го направи ова пред камера? Tecnologia! 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 Accedere. Okay, фала. Thank you very much. Thank you very much. Сакаш малце хумор некоректен? Не сакаш. Океј, дај го екранот. Вика, ако Валентин е денот на влюбените, кој е денот на разведените? Спасов ден. Време е за хихирику, а? Да беше мачор, ќе ја викав баже. Ама бидејќи е женка, ја не знаев дека е олку по електрониката. Ова ми е Мина, мачката моја. Позади телевизорот кај што се каблите. Шо пришма? Оптиката нешто не чини да ја средам. Добро. Кој ти го правил бе ова? Кој ти местел? Тргај кадар, имам приватни фотографии. Океј. Ова е еден од најстарите видеа, едно од првите видеа кои, да речам, станаа вирални или многу популарни во Америка, во светот, се извинувам. Ова е насинхронизација со еден вучек, на кој газдата му раскажува што имал у фрижидерот и какви мевциња и саламчиња и така натаму. Го најдов после 17 години и пак сметам дека е едно од најсмешните ever. Food. You know, I just couldn't stop thinking about it. Yeah. So, yeah. So, you know, I went to the fridge and I opened up the meat drawer. You know what the meat drawer is, right? Yeah. What was in there? Века ја отвори фиоката со месо. Да, и што имаше таму? Well, I'll tell you what was in there. You know that bacon that's like maple? It's got maple flavor. The maple kind, yeah. Yeah, so Yeah. I took that out and I thought, Yeah. I know who would like that. Me. So I ate it. Oh, no. You're kidding me. Nope. Not kidding. You know, I also noticed there was some beef in there. Yeah, you know, steak, you know, juicy. Well, I ate that too. But I went back to the fridge just a few minutes ago and I put something together really special. You're going to love this one. I took some chicken. Yeah. I put some some cheese on it. Then I covered it with what? cat treats. Yeah. Then guess what? What? I gave it to the cat. Не, мислам, слушај, маестрално е направено и ден денеска сметам дека е едно од најдобрите ever. Супер. Еве, другар ми Марко се спрема да иде на одмор и што значи спремање на средновечер маш? Нели, да изгледа на плажа, женски да се вртат, нормално иде со фамилија, ама он е верен сопруг и така натаму, ама знаеш како, ние мажите сакаме да ни измеркаат девојки на плажа, нели? Или обично кога шетаме низ плажа, кога ќе помине некоја покрај нас, некоја згодна во бикини, го вовлекуваме стомакот, бетер не го полжавите, не го гладите на желките. А и тоа создава мускули, нели? Добро е онака. Ова е интересна работа, ќе му предложам на Митко Јанчев за кожушчанка да го прави. Имено, производител на вода во шишињата, пластичните шишиња обликувани како тегови. Ем да вежбаш, ем да се хидрираш, а може и да ти се најдат понатаму за вежбање. Ја кога бев дете, справи за вежбање немаше. Немаше ни теретани, немаше тегови.
дури во салите во кои се вежбаше имаше вратила, имаше конј за прескокнување и единствено нешто како тек беше она, како го викаа баскетон, медицинка. Тоа беше тежок баскет и тешка топка, неколку килограми, не баги килограми, и онака да ја джиткаш и правеше многу добар ефект, например пред надпревар, да фрлаш такво нешто толку тешко, кога ќе го добиеш баскетот, преку цел терен можеш да префрлиш. Тоа беше добра финта. Сега, што правевме ние? Кога сакавме да вежбаме, а нормално, дури и у соседните земји, не беше многу развиено тоа спортско бодибилдерство и како сега у секој маркет можеш да најдеш тегови. 2 конзерви од 800 грама, 2 конзерви, знаеш, оние конзерви вака лкави шо се, ги полниш со цементо, збрцуваш една дрвена рачка и потоа од другата страна, која ќе се исуши, која ќе се затврсти, од другата страна ставаш уште една конзерва со цемент и добиваш тек, онака прилично тежок и добар за вежбање. Еве го. Не, само тој остана, не вежбам више. Ова остана Десанка Шакиче, тој заради маусот ми е, знаеш, она, со маусот стално што правам, знаеш, она, и се разви само таа рака, друго све батали. Тоа six-pack-от стана one-pack. Мојот колега објавил некоја фотографија, многу интересно. Фотографијата заврши Мобленд сезоната. Леле, каква добра серија. Леле, каков крај. Мадар, добра серија. Добра, феноменална. Кој е ова, бе? Кров на суда, кров не око нас. Ова е од аеродром. Кровните од аеродром. Не. Ја и колегата, не го кажам името, нема да го офирам, ама вежбаме, затоа што летово, кога ќе излеземе на плажа, ќе бидеме у спидо гачици и кога ќе погледнеш надоле, убаво врвката да можеш да си ја видиш од спидо гачиците. Не, вакви стомаци не вадиме. Да. Затоа нема да идеме у хотели all inclusive, кај што просто те тера нон-стоп да јадеш. Не. Ама последните 2 дена све ќе изедеме. Така се прави. Доаѓаш у all inclusive, ништо не јадеш и се чаламиш и ќе те научат. Види го згоден дечко, види го чичко, бе, држичи, бе, види го, па дај јамки играме со нив да се подружиме, знаеш, некои млади парови, теткици, джики-митки, па ќе правиме джингрлака, джикица и така натаму, ово, она. И 2-3 дена дур те научат. Кога ќе те научат, после застануеш у all inclusive-от и стануеш инклузивен у all-от. Нема ручек вечер, све спојуваш. Добро утро и лека ноќ. Толку, умеѓу време, масакар. Дали го знаеш колега Роко?
Па најверојатно ти го има снимано. Ова е... Па да, пошто ти си по снимање у градско собрание. Ова е градско собрание Дубровник. И колега Роко го прашува градоначалникот до каде со јавната куќа. Но, дебатава се шири. A sad će moje drugo je pitanje što će doći, pošto zalazi i se kompletno. Na jednoj sjednici Gradskog vijeća rekli ste da ćete u Sabor prenijeti moje pitanje o mogućnosti stvaranja javne kuće u Dubrovniku. Do danas se to niste napravili. Interes građana ogroman. Stalno me zaustavljaju i pitaju. I ja bi došao prvi odmah. Ja bi prvi pošao odmah. Evo, isti moment, ja idem u... Kolega, Hvala. ja vam izričem drugu opomenu zbog onoga što ste bestimali sa sjednice Gradskog vijeća. Sva pitanja možete postaviti, ali nemojte... Pa šta sam ja lože sad učinio, cijela te pukla. Kolega hvala, odgovorit će vam gradonačelnik. Što se tiče vašeg drugog pitanja, to je zakonska legislativa koju treba riješiti na nacionalnoj razini. Neke zemlje Europske unije imaju implementiranu takav sustav mogućnosti. Ja osobno moram reći da i nisam baš za to. U kojoj možete kazati vaše zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorima koje ste dobili od gradonačelnika. Evo ti na, čas je tebi da bodaj, pa mora. Hajde dobro, zato se odgovor, ali ne vidim, misli na ko hoće. Pa šta misliš ti, Marko, ja idem, ja bančin po gradu. Ja sam bio, vidjeli ste sve na Facebooku i sve, pa ja znam da to ima. Ako žena hoće, idi se. Evo, ja bi prvi pošlo, ja bi sada, da bi je sada došlo mladu. Нешто каже, дека дај да го закониме, тоа се дешава, жените го прават сега, да не се лажеме, има постано и дека. А вика, ја прв би отишол, му се плаче, гледа го. Da bi je sada došlo mladu, plavu, došla pa toko. Ajde, nosite u Goragovi, dima i kako hoćeš, ajde, nećeš, prvo sam ti vodu, platit ću ti, evo ti za vodu, platit ću ti 5 eura, ti prune vodu, evo. Kolega Roko, dobro, drago mi je da ste te eure odnijeli, a demokracija... Kolega Roko. Idem ja jednom pivu, vidimo se na sljedećoj sjednici. Kolega Roko. Goodbye. Goodbye. Idem ja na jedno pivo, a vi goodbye. Колега Рокове, абе Роко здрвен дошол на седница, абе дрон. Дошол за паушал. Колку е паушал кај нас? 200? Не, прашувам. А не знаеш? А, чим викаш не знаеш, значи лажеш, знаеш. Добро. Еве, лани што бевме со колегата у Анталија. Имаше забава и за повозрастни деца, како нас. Кога ќе излезам јас со стомакот, кога ќе почнам вака, врат, сеизмологија има да ме регистрира. Крофна, тамо ќе ме вика Dunkin Donuts. Гледаш, има деца, бе, све ова
анимација за деца у резорт. Што се желите? Плюс тоа физички рекреации. All inclusive. Со се лудачка кошулја на крај инклузивот. Oh. Да. Таму ќе ти ја земат и кошулјата, бе, брат. Да. И ќе ти ја земат. Аз што имам едно интервју, ама кој да го направи? Лекс Фридман. Трае 3 сата и 25 минути. Ама за Втората светска војна многу е добро. Не ти го праќам. Нема. Затоа што ќе го спуштиш на 480 и ни ќе се чита, ни ќе се гледа. Не. Види го што е убаво. На 1080 овдека Лекс Фридман, дај го у кадар. Значи се работи за Лекс Фридман е новинар, прави подкасти, феноменални се, има свој канал и од време на време има нешто што ќе ме тригне сериозно со некои гости кои се навистина извонредни. Ова се све негови гости. Како? Не, ова се видеата. Ова се... нема лайф овде. Има видеа, како видеа ги закачува, подкасти, значи не иде во живо, него ги снима. Еве, само едно е подкаст. Иако има тука многу епизоди. Како? Па, Џони, затоа што овој многу јаде бурек. Ова е ко некој си македонец на ТВ Сонце што многу јаде симити, збори слободно, збори за демократија, збори против педерастија, збори против фашизам, збори за такви работи. А чим збориш ти за демократија, готов си. Не се. Затоа утре ќе дојдам у розова мајцка со розово пенкалце, за да ги одоброволам, за да го продолжам животот на јади бурекот. И утре јавно ќе изјавам дека јас сум геј. Или оно што се вика, јас, Јанко Илковски, сум стар педар. Извадете го ова и делете го наоколу. Да видиме за што се работи. Джеймс Холанд е историчар, значи ова интервју кој го прави со Джеймс Холанд, е историчар кој е специализиран за Втората светска војна. Има свој подкаст наречен Втора светска војна и дошол, го повикал да разговара за подкастот и за сите сознанија во врска со Втората светска војна. Особено со манипулации за тоа што се случувало Хитлер, Черчил, Сталин и најголемите битки. Впрочем, поминаа скоро 90 години од она кобна ноќ кога во Германија беа запалени книги, во Берлин, се сеќавате, не кристалната ноќ кога го палеа Рајстагот, туку ноќта кога да речеме, не сум баш сигурен, али добро, не е битно. Добро, ти си управо, окей. Морам ко со жена ми. Да, ти си управо. И онда раат у куќа. Не, научете се, луѓе, нема раат. Џабе вие, ако сте во право. Скажи, да, ти си во право и продужи си по своето. Иначе, еве кафе ти сварив. Или ќе те фати, ќе те поеде помрчина, или ќе ти прави чај од ливчиња од тоа цвеќето што ти расте у дворот, како се вика, леандер. Малце ме боли мешето, ама она ми вика, пи. Тоа леандер е стварно... Абе, викаат лековито било тоа леандерот. Некоја си Лукреција од Италија порано доаѓала, собирала такви ливчиња и им давала да пијат кафиња таму. Лукреција, некоја Борџија. Појма немам што било тоа. Така што многу од вистините
беа изместени из минатиот период за тоа што е Втора светска војна и така натаму. Дали знаете, драги мои, дека по Втората светска војна на Русија во Обединетите нации и е дозволено слободно, без да бара одобрение, да интервенира во Латвија, Летонија, Естонија, Полска, Чешка, Украина, Унгарија, Белорусија, било која незина европска соседна гранична земја, ако го развие, го дозволи фашизмот без никакво прашање да може да влезе и да интервенира. Тоа е затоа што Русија ја даде најголемата жртва во Втората светска војна, како поединечна земја, која го поднесе целиот товар на Хитлеровата нацистичка Германија, а поднесувајќи го тој товар, гинејќи така фанатично, му помогна на целиот свет да се реорганизира. Бидејќи Хитлер не беше глуп, знаеше дека светот не е спремен за една тактичка, брза, блицкриг и високо опремена војна, како што Германија беше во тоа време. Германија во тоа време беше светска сила број 1. Германија пред Втората светска војна беше појака и од Британија, и од Америка, од сите европски земји заедно и од Русија. Тоа беа големи земји, тоа беа моćни империи, но не беа подготвени за голема војна. Зошто? Не се надева. Интересна работа. Зошто се случи нацистичка Германија? Зошто се случи Втора светска војна? И уште подобро, како тоа успеа да се изроди еден Хитлер? И па ќе ви кажат, знаете ли кој е најголем виновник за такво нешто? Ве остава малце драматично, да помислите 2-3 минути. По Првата светска војна, Германија ја изгуби војната. Франција и Британија ја притискаат Германија да плаќа репарации. Како соседна земја, која најдолго и најтешко војуваше со Германија во Првата светска војна, оние рововски битни, употребата на првите боеви отрови. И тоа беше една прва валкана, долга, исцрпувачка, огавна војна. Франција како победник, која многу ретко можеше да се пофали во својата историја на некакви си воени победи. Од воени победи Бонапарта и Ватерло го имаат. Нормално изгубија. Сакам да кажам, иронизирам. Французите во својата ароганција почнуваат да бараат енормни репарации од Германија, која беше економски многу слаба. Почнуваат да ја притискаат Германија. Интересно, дека единствени во тоа време, по Првата светска војна, иако не учествува, Соединетите Американски држави, безброј пати, ја ги имам гледано и тие депеши, соопштенија, телеграми и состаноци кои ги имаат и американците со французите, кои им векаат да не ја притискаат толку Германија, затоа што може да биде полошо. Никој не можеше да претпостави што. Но, бидејќи не им беше важно на французите, Германија беше зло, почна војна, ја изгуби војната и има да пати, има да страда, има мамицата да им ја расплачеме. Ја го карикирам се ова, историчар малце пообјективно. Затоа и ово интервју може, ќе видиме негде летос како ќе земам, да речам, некој поголем одмор, па ако успеам јас да го спремам онака како што јас сакам, не се сомневам дека и ти ќе го направиш, ама
пак велам, трета рака малце ќе се изгуби во сето она затоа што има доста документарни снимки. Значи, американците ја предупредуваат Франција да прекине со притисоци, со економско исцрпување на Германија. Они си ги бараа парите, изгубија војска, изгубија народ, економската штета да ја надоместат и така натаму, што е можно побрзо, налапај пари. Германците влегуваат по Втората светска војна во страшна криза. Што се изродува во една земја која паѓа во тешка криза? Дали ви е јасно? Мислам дека ви е јасно. Тежок национализам. Во земја која има колку толку демократија. Хитлер е продукт на французите. Французите, притискајќи го германскиот народ и Германија, ги доведуваат на рап на очи. Не се креваат они против Франција. Они се поразени, свесни се. Но, дека тој систем, тоа што им се случува, не функционира. Нема здравство, нема плати, нема ништо. И на кого? Некој кој им вика, ние сме горди, ние ќе победим, ние треба да направиме. Ја ќе ве однесам, ќе освоиме земји што имаат нафта, ќе освоиме земји што имаат Зошто? Па нема опција Б. Третиот рајх ќе ви го направам. Дај да го направиме. Што има да изгубиме? Изгубивме војна, изгубивме економија, изгубивме све. Хитлер се воздига. Ај што се воздига? Ги воздига најголемите фабрики. Не се, знаете како завршува Втората светска војна, но ова е интересно, она што Русија не успеа да го направи со победените земји, а тоа не е проблем Русија, туку тоа е проблем со комунизмот, со социјализмот, која ќе наведе тоталитаризам. Американците, најкрвавата војна што ја водеа беше со Јапонија на Пацификот. Страшно беше тоа и ужасна војна. Не толку по број како Источниот фронт Русија, тоа не се споредува, но навистина огромен број жртви, многу тешко и по слободни проценки таа војна ќе траеше уште 4-5 години, сигурно до крај на 1950 година, да не беа атомските бомби. Им фрлија на јапонците джитна 2 атомски бомби. Многумина ќе речат нецивилизиран, нечовечки чин и апсолутно ќе се согласам со вас. Ја пеплоса и ја уништија Јапонија во секое поле. Но, кога влегоа во Јапонија, они не направија америчка штала од тоа. Они им овозможија ребилд да направат, да ја изградат повторно Јапонија. Сите фабрики повторно да ги бликнат. Све да се врати само без воена моќ. Јапонците, кои во историјата знаат дека поразениот е силуван, убиен, уништен, истребен, затоа што тоа они го правеле, се просто шокирани, ајде да речам сега карикирам, од ваквиот однос на Америка. Америка ова го прави не од некои хуманитарни, туку од практични причини. Затоа што, ако расте Јапонија економски со омраза спрема Америка, со злоба, они ќе имаа некој нов Хирохито, ќе имаа некој нов Перл Харбор, кој ќе беше уште покрвав и најверојатно Трета светска војна, бидејќи сигурно ќе дојде и они до атомска војна, бомба. Затоа им овозможуваат брз економски развој, народот брзо се стекнува со пари, со средства, со образование и тоа им е просто, чекај, а не ни ги убиваат, силуваат жените, децата, интересна работа. Прават судски процес, нормално. Све што беше лидер, се што беше со чин, се тоа заврши на бесилка со најстроги, исто како и Нирнбергшкиот процес во Европа.
И американците со Маршаловиот план Европа ја градат. Европа не ја направија европјаните, направија американците. Зошто? Затоа што ако дозволеа повторно Германија да биде слаба, повторно да се јави некаков нацизам, некаков фашизам. Но, ако имаш ти една земја која е економски јака, во која добро се живее, во која стварно просперираш, во која сите балкански абдали ќе се истрчаат таму да идат да работат. Се извинувам заради тоа. Јас сум прв кој би идал да работи во Германија. Заради услови, заради систем. Но тоа не е германски систем. Тоа е американски, либертаријански систем. Пушти слободно да се гради. Пушти слободно капиталот да се развива. Пушти слободно луѓето да инвестираат во што сака и да заработуваат. И затоа имаат денеска една од најјаките индустрии во свет и покрај тоа што се во криза. Истото американците го направија со Јужна Кореја. Да не навлегувам. Сакам да кажам дека поразениот подобро е да му го после војната, после поразот, да му подадеш рака, да направиш помирување, да работиш на помирување, оти ваков ќе ти се изроди. He wants to grab the air and clutch it to him. Тргни. You can Тргни го. see the kind of Тргни го, затоа што Фейсбук е многу осетлив, нема да го свати контекстот во кој е прикажано ова. Сакам да кажам дека во една земја која просперира, тешко се развива, но кога ќе биде загрозена, таа повторно ќе се врати на она што и помогнало. Затоа, виновникот за повторно ултрадесничарско движење во Европа не се десничарите, туку левицата, демократите во Америка, овие Сороспи, отворено општество, кои инсистираа повеќе да им се помага на мигранти, да се толерираат мигранти кога убиваат, плячкаат, Абе, знаеш како ние им правевме, мора сега да трпиме. Не може така. Не можам ја... Знаете што? Сите некогаш сме биле... Знаеш, викаат, ама црнците биле робови. И ние, белците, сме биле робови. Не е точно. Ја ви велам дека нема народ на планетава, било кој во даден момент не биле робови. Не постои таков народ. Сите сме биле робови. Сега да ископаме кога ние сме биле робови, па да се светим. Мислам, тоа е лествицата на падот која мора да се пресече негде. Свети Архангел Михаел со месо ја го пресекува падот на ангелите, за да не биде потпон пад. Да не идам во религија. Имам дека затоа тоталитарните режими на истокот се многу привлечни. Сакаме лидери кои се моćни, кои со својот пример даваат. Но, нели, и земјата да даде малку повеќе, да даде повеќе можности, да можеш да просперираш. Убав е Орбан, убав е Путин, убава е Кина со една партија. Но на подолг рок демократијата, либертаријанскиот пристап на слободен пазар, кај што државата ќе пушта сам пазарот да се регулира, а не Чим државата доаѓа и вика и ние се буниме, ау скапо е млекото, државата да го забрани млекото да биде над 50 денари. Тоа е првиот Југославија така пропадна. Југославија затоа што немаше производство добро, а стандардот на народот растеше, нема на што да ги трошат парите, ги трошевме надвор, не се просперираше, бирократијата завладеа, корупцијата завладеа и наместо народот да може да вложува, бидејќи не беше дозволено, државата ќе ти каже што ќе се гради, а ти можеш само да работиш во тоа. И нормално влегува во еден луп и на крај пад. На запад не се случува тоа. Доналд Трамп ќе си отиде, ќе дојде друг, ќе дојде трет, пак демократите ќе се вратат,
Пак има некоја криза, поголема или помала, кој како ќе си ја доживе. Но системот ќе им функционира. Како во Италија, така и во Америка, да не има радикални промени. Дали е Путин добар? У овој момент никој не може да го пресуди. У овој момент, да, може, нели, Русија е многу подобра од пред откако Путин дојде и таа е се подобра и подобра одошто пред него. Но историската дистанца нам ќе ни даде, тоа ќе го увидат моите внуци. Дали тоа што го направил Путин со Русија сега ќе функционира и за 20-30 години? Дали Русија и без таков лидер ќе може да просперира? Тито и Југославија не можеше без Тито да продолжи, се распадна земјата. Да не се лажем. Вие го славите Тито. Зошто? Ама правил добро. Џабе е што правиш добро. Замислете, ја ги ранам дома децата со хамбургери, со колачи, нави ова, нави она. Така, и оние, алеле, татко ми кога беше жив, море джепарлак, море иде, не праќаше на море. Море се јадеше, се пиеше и не прашува од каде пари. А ја заем од еден, кредит од друг. Важно, децата најадени и мене ме обожаваат. Ја кога истегна папците, дојдоа банките, хипотекава. Која бе хипотека? Хипотека, отиде куќата. И овие на улица. Нормален, што ќе каже? Па добро бе, стари бе, проклет да бидеш бе, што направи? Ама ја ќе кажам, а вие бе слепци, зошто гзот ви се ширеше и немавте свест дека ја може би сум луд, дека сум суетен, може би сум сакал тај синдром на Бог да имам, да ви давам све за да ме обожавате. А што после? Еве го после, еве го Балканите. Ама татко ми го уништија банките и го... Не. Татко ми ја не отидов на сила, мене не ме тегнеа за уши криминалци, ја отидов кај криминалците. Ја се задолжував. Зашто? Дајам на децата, бе, нека се рад. А требаше клоцал гъс на децата да се утепаат од учење, од 12 години да работат, да стекнат работни навики, да создаваат. И кога ќе дојдат со мене, сите петорица да купуваме, сите петорица да работиме, после да се расплинеме на сите страни, кој каде мисли и како треба. Али под кровот и под куќата ќе беше многу подобро, дури и со моите кредити. Значи, моите деца биле лезилебовичи, што викаат балканците, им годело да им купувам и да им правам, не им било гајле од кај ми се парите, не им било гајле како ќе вратам, едноставно уживале. И кога ми ја исекоа ногата, кој што ми ја исекоа, и кога отегна папки, што правиме? Секоја слично со Југославија е сосема случајна. Затоа денеска Тито ќе се слави, а ќе ни биде крива Британија, Германија, Америка, дрн јариња. Знаете што? Знаете зошто не сте во право? Дали се сеќавате на Виетнамската војна? Дали се сеќавате колку години Америка војуваше во Виетнам? Дали се сеќавате колку жестоко беше бомбардиран, затни се горе, колку жестоко беше бомбардиран Виетнам? Колку многу војска беше испратено во Виетнам? Какви тешки би... Абе, затни се да ја завршам. Не можам својава мисла да си ја дочијам. Тури му пепел. Поентата ми беше, сакав само да кажам, ама со малку повеќе преширени реченици, со малце поише пише, дека високо мотивиран народ никој не може да го порази. Виетнамците ја поразија Америка. Ај, терајте, момци, шпица одјавна, благодарам, тоа беше се за вечерва, лека ноќ и пријатно. Не можам. Или ставите изолација, не можем. Ми смета, сори, порано бев пофокусиран, сега немам фокус. Не е до вас, до мене. Разбирам дека не можете да бидете таму неми,
ве разбирам, јас се извинувам поради тоа, но се извинувам на гледачите, ја имам проблем со менталниот концепт кога влегувам во импровизација, кога ќе почнам да ломотам во својата лудачка логореја, значи да шкрипне нешто, јас се пресекувам и се блокирам. Лека ноќ и пријатно.